надпревар на нашиот национален тим во годинашнава сезона. Две средби одигравме против Кина на гостувањето, едно реми, еден пораз од 0-1. Јас овладавме на 18 февруари овде на градскиот стадион Босна и Херцеговина со 1-0. Значи во трите настапи една победа, едно реми, еден пораз. Инаку, откако Каратларовски повтор, па дојде за селектор на нашата репрезентација, во 7 средби има 2 победи, 3 реми, 2 пораза, па посакуваме победа на градскиот стадион во Скопје против репрезентацијата на Украина, со која првиот меч го имавме на 11 октомври минатата година во Киев. Тогаш беше 0-0. Да веруваме дека сега ќе има голови на овој надпревар на градскиот стадион. Помалку ќе бидат интонирани химните на двете репрезентации. Почитувани љубители на фудбалот, а сега да ги поздравиме химните на двете држави. И официјалниот спикер го најавува интонирањето на химните на Украина и на Македонија. На нејзината држава на Украина. А сега нашата химна. А сега што ни останува друго, освен да им посакаме успех на нашите момчиња во овој дуел со репрезентацијата на Украина. На фудбалскиот сојуз и капитените на поранешниот селектор на фудбалската репрезентација на Македонија, господин Антон Дончевски, ќе му подарат рез и топки до подписи од тим во сите играчи. шампионатот на Украина Шахтар, кој е на чело со 45 бодови,
Има овде само еден фудбалер, тоа е Анатолий Тимошчук, кој настапува со бројот 4. Овде игра со број 13 Јачеслав Чечер од екипата на Металур, која е петта со 29 бодови. Го споменувам него од проста причина што е клубски другар на нашиот Ѓузелов, кој поради повреда не можеше да им се приклучи на репрезентативците. Средбата ќе ја води Милан Караджич од Србија и Црнагора, помошници ќе го бидат Зоран Чупич и Милош Радуловиќ, четврти судија е нашиот интернационалец Сашо Лазаревски. Фудбалска топка со потписи од сите долу мала свеченост, првиот селектор на нашиот национален тим Андон Дончевски, кој живее во Австралија, дојде пред известно време овде и се ракува со репрезентативците, им посакува успех, беше и на завчерашната пресконференција. Дончо добива фудбалска топка за спомен од репрезентативците. Тој стартуваше со нашиот состав во јули 93-та година и беше селектор до 95-та. Потоа забина за Австралија. Фотографија за спомен за популарниот Дончо, за една од нашите фудбалски легенди. Дончевски долги години го носеше дресот на Вардар и одигра преку 300 надпревари во првата лига на порадеса Југославија. Играше и во Турција, шеташе на секаде во светот, сега е во Австралија, да биде поблиску до неговата ќерка и зетот кои живеат пак во Нов Зеланд. Ги видовте капитените Шакири и Шевченко. Во првото полувреме од десно кон лево ќе напаѓаат фудбалерите на Украина. Едноминутно молчење за починатиот, трагично починатиот претседател на нашата држава Борис Трајковски. Слава му! Ова е прв надпревар на нашата репрезентација, откако председателот Трајковски го загуби животот, инаку постојано беше тука на трибината со репрезентативците, им даваше поддршка, честопати знаеше да се појави во соблекувалната. Сојузник ќе им биде ветерот во првото полувреме на украинците и тие ќе го имаат и почетниот удар. Во овој момент судијата Караджич ќе даде знак за почеток на пријателската меѓудржавна возвратна средба меѓу Македонија и Украина и почеток на надпреварот. Во жолти дресови украинците, во црвена боја традиционална со жолти броеви нашата репрезентација. Симоненко. Стартуваше Седловски, сега да видиме Шакири, капитенот. Ја загуби оваа топка од Тимошчук, со број 2 Симоненко. Оди на Шакири, а одзеде оваа топка. Тимошчук. За Тимошчук кажав на почетокот, единствен фудбалерот, лидерот во првенството на Украина, Шахтар, што игра во првата постава против Македонија во овој дуел. Стојановски смирено на спротивната страна кон Савревски. Стартуваше Величе Шумуликовски, топката заврши во аут. Шумуликовски игра за Зенит во Русија, во руското првенство. Имаше повреда, паузираше полека, но сигурно се враќа на теренот. Добра интервенција на нашата петка Игор Митревски, фудбалер на Спартак од Москва. И Игор и Александар Митревски, едниот со број 5, другиот со број 7 во првата постава на нашиот национален тим. Со број 10 Назаренко оди да го изведе првиот
корнер за репрезентацијата на Украина. Треба да се внимава сега на украинците, може да бидат многу незгодни од вакви прекини. Расчистува Ставревски, беше на висинското место, продолжува нападот на украинците, Назаренко. И имаше офсайд, сигнализираше Милан Радулович од спортивната страна, двајца фудбалери на украинската репрезентација во недозволена позиција. Еден од двајцата беше опасниот Андри Шевченко, кој игра со број 7, звездата на Милан и на европскиот и на светскиот фудбал. Шакири, Шумуликовски, еве го Митревски, ова е Александар. Се бори за простор, за позиција. Проигрување со Стојановски, сега Крстев, со број 17 Јанчевски на десната позиција во нападот. Позиција на десно крило би рекол. Со број 13 Чечер, Савревски. Олег Блохин по трет пат го води составот на Украина. Дебитираше против Македонија минатата година 0-0, оној меч одигран во Киев. Потоа имаше уште едно реми на гостувањето во Либија 1-1. Значи победа легендарниот Блохин со украинскиот состав до сега нема. Посакуваме така да биде и по овој дуел на градскиот стадион во Скопје. Тимошчук до Савревски, Савревски нафрла, ја прифаќа топката мирно Симоненко, фудбалерот со број 2 и веднаш една паралела, да видиме сега како ќе заврши ова, со аут, за аут се избори Руслан Ротан, фудбалер на Днипро. Приоѓа Ротан, но не успеа да се избори за оваа топка, таа завршува во аут, аутот ќе го изведе Милан Стојановски, фудбалерот на Партизан. Цврст играч, безкомпромисен. Шумуликовски добро мислеше, но не стигна топката до Драганчо Димитровски. Димитровски е единствениот фудбалер меѓу 11-мината во нашиот состав што настапува во домашното првенство. Фиксираше Митревски, но далеку беше топката од Назаренко, сепак тоа ќе биде аут. Ќе го изведе Хусев, фудбалер на Динамо од Киев. Доаѓа сега да го изведе аутот еден нов играч, Парфионов, Дмитрий Парфионов. Хусев. Пресилно и сега Петар Милошевски ќе дегажира. Петар Милошевски бради за Малатија Спор во турскиот шампионат. Ова е негов 37 настап за сениорската репрезентација, има 29 години. Дегажман на Милошевски, токму кај центарот падна топката, Митревски. Ова беше најдоброто решение. Одбраната на Македонија добро функционира за сега, четворката е во линија, ги покрива противничките фудбалери, најблиску до Шевченко е искусниот Гоце Седловски, фудбалер на Загребски Динамо. Игор Митревски, Седловски, десно е Стојановски, проигрување повторно до Митревски, Савревски до Шумуликовски, Шумуликовски може да го проигра Шакири, таму беше и Димитровски, не успеа да ја префрли топката до Шакири, пресече Симоненко. Претходно и Русол добро интервенираше. Јанчевски, дали ќе се избори за аут. Игор Јанчевски настапува за Вартекс, ова е негов 11-ти настав во сениорската репрезентација. Митревски, фудбалер на Грасхопер. Стојановски, одлично проигрување. Да видиме сега
Убава финта на Крстев, се ослободи, центрираше ништо. Шакири чекаше топка таму во петерецот на Шовковски, но не стигна топката до него. Навреме реагираше Тимошчук, а таму беше и Русол, постојано. Се обиде сега Ставревски, меѓутоа прекинате нападот Хусев. Добра комбинација, Ставревски, и тоа ќе биде корнер за Македонија. Живост во гледалиштето, повеќе од 10.000, сега можеби 13.000 љубители на фудбалот. Полна е јужната трибина, северната исто така, па и лево и десно зад головите коректно исполнети трибини. Артим Шакири, капитенот на нашата репрезентација, го игра 59-тиот надпревар, го изведува корнерот. Добро беше ова, меѓутоа Седловски малку не достигаше да го изненади Шовковски. Сета. Имавме добра акција, Крстев потоа шутираше, ќе видиме уште еднаш како изгледаше сето ова. Седловски од тешка позиција шутираше, Шовковски за малку ќе беше изненаден. Миле Крстев се најде во позиција, но ништо. Втор корнер за Македонија, повторно Шакири. Расправија таму Стојановски и Русол и сега подаваат рака, ама пак се расправаат нешто. Стојановски сака да оди кон петерецот, овој не му дозволува. Тимошчук, Ставревски сега шути за малку, сета. Стативата сојузник на Шовковски, Стојановски шутираше. Ќе го видиме тоа уште еднаш, како да почувствува тојот и дојден мигот кога може сериозно да го загрози голот, затоа се бореше за позиција таму, дојде во позиција, шутираше и во 10-та минута ја бележиме најубавата шанса за Македонија. Стативата сојузник на Шовковски. Штета. Можевме да поведиме. Но играме добро на почетокот, поорганизирано од украинците. Украинците некако повлечени, резервирани на почетокот. Русол не успеа, ја загуби оваа топка. Миле Крстев, фудбалерот на Гронинге, добро проигрување. Јанчевски задоци, но добро е. Десетката на гостите Назаренко ја изфрли топката во трет корнер за Македонија. Од оваа страна кога се изведува корнер, Шакири може да бие и во голот. Симан тоа најубаво го почувствува во оној место Англија во Саутемптон. Шакири, 10-та минута, трет корнер за Македонија. Беше очигледно ти шутира во голот и Тимошчук во четврти корнер, повторно Шакири. Одлично беше ова, но Крстев со глава над голот. Добро е, стигнуваат аплаузи за нашите репрезентативци. Ги заслужија овие аплаузи до сега во првите 10 минути. Олександар Шовковски, 29 години има, 48 настап за репрезентацијата на Украина. До овој вече имаше минато 5061 минута во дресот на Украина. Русол, Назаренко, топката заврши во аут, Хусев ја изфрли, се враќа назад сега и да Хусев често му прави друштво во нападот на Шевченко. Назаренко кон Хусев по десната страна и тоа беше добра интервенција пожртвувана на Игор Митревски. Назаренко покажува дека може да биде опасен. Митревски покрај него, Александар се приклучи и Ставревски и тоа ќе биде корнер за Украина, втор.
Назаренко го изведува корнерот. Седловски добро изреагира. Тимочук повторно до Назаренко. Сега Александар Митревски. Оваа диагонала беше наменета за Шевченко, не стигна до него. Еве сега стигнува топката до опасниот Шевченко. Него прочита неговиот соиграч Ротан. И сега Јанчевски има шанса за напад, но не се снајде најдобро. Ротан. Фаулиран беше од Стојановски. Назаренко. Се изфрла десно Симоненко. Тоа ќе биде аут за Украина. Го изведе Парфионов. Вратена топка до Парфионов. Шевченко, Парфионов. Игор Митревски не изблокира, но Шевченко заврши со топката надвор од теренот и сега повторно топката ќе го припада на нашиот голман Петар Милошевски, кој треба да дегажира. Андри Шевченко го видовте, се враќа полека кон центарот на игралиштето. Тој од 1999 година по оние блескави партии во Киевски Динамо мина во Милан. Милан игра во четвртфиналето од Лигата на шампионите. Во првиот надпревар го совлада Депортиво со 4-1. Шевченко беше стрелец на вториот гол во 46-та минута. Тој гол како да ги врати во игра и во живот миланезите, па така стигнаа потоа до сигурна победа. Русол, фудбалерот на Днипро. Симоненко. Повторно Русол. Десно е Чечер, не ја доби топката Чечер, таа стигнува до Стојановски. Сега Митревски. До другиот Митревски. Овој до Савревски. Сега како полека да профункционира средниот ред на украинците, па почесто е топката во нивните нозе. Тимошук. Парфионов. Шевченко. На левата страна Ротан, повторно Ротан со број 16. Симоненко. Шевченко очекуваше Ротан да стрча внатре кон 16-тникот. Шуболиковски. Одлична топка од Шуболиковски до Јанчевски. Изблокира Русол. Мина и 15-та минута на градскиот стадион во Скопје, Македонија, Украина, без голови. Подсетување нашата млада репрезентација денеска попладне во Штип ја совлада Украина со 1-0 со голот на Гроздановски во 61-та минута. Митревски. До Александар Митревски, десно кон Јанчевски, тука е Симоненко пред него. Симоненко игра за Черноморец од Одеса. Шестиот Черноморец на табелата во моментов по 18 одиграни кола со 28 бодови. Стојановски. Савревски, Човковски брани. Интервенција на Милошевски. Седловски. Стојановски. Десно е Јанчевски. Добар потек на Јанчевски, го изфрли од игра Симоненко. Биле Крстев ја загуби топката. Тимочук назад до Симоненко.
Овој го бара Ротан. Топка за Милошевски. Играта како да се смирува. Рикун, Симоненко, Парфионов, Назаренко. Во недозволена позиција беше Хусев. Игор Митревски. Шакири, фудбалер на Вест Бромвич Албион. Савревски. Митревски во вториот обид се избори за оваа топка, го продолжува нападот, но не успеа да протрча покрај Симоненко. И освои топката Русола, сега напад на Тимошчук. И натаму Тимошчук до Назаренково ја губи топката Шакири. Јанчевски. Митревски е слободен, таму на средината не добива топка, тој Јанчевски до Шакири, Шакири може да распали од оваа позиција. Доби употреблива топка од Јанчевски, но немаше солидна завршица, инаку знае од оваа позиција Шакири да бие многу по-прецизно и по-опасно. Артим Шакири, 30 години, 59 настап за Македонија, 13 голови има постигнато. Најефикасен наш репрезентативец е Христов со 17 голови. Штета што е повреден, инаку добро би дошол во овој состав. Шакири е втор по прецизно со 13 голови. Чирич има 8. Популарниот Чирич, кој настапува во втората Бундеслига, во Нирберг. Аут за нашата репрезентација. Стојановски. Дали ќе го спречуваат овој напад нашите репрезентативци и брзо стигнува топката до Шакири. Меѓутоа Русол излезе победник во овој дуел и сега Симоненко е фаулиран. Фаулираше Величе Шумуликовски. Настапуваше во Словенија, во Чешка, сега е во Русија, доби жолт картон за овој старт. Тоа е прв жолт картон на денешниот надпревар. Слободниот удар треба да го изведе Сергиј Симоненко. Втор надпревар за репрезентацијата на Украина. Се работи за еден млад фудбалер, 23 години има. Се бори за стандардно место во сениорскиот состав на својата земја. Седловски поуспешен во дуелот со Шевченко. Ротан блокираше Седловски, избоксува Милошевски. Единствено вака можеше да биде отстранета опасноста. Знаеше Милошевски дека ќе биде мощен ризично ако не реагира вака. Тука беше Шевченко и можеше се да се случи корнер трет за Украина. Седловски. Миле Крстев. Стојановски испади топката надвор од 60-тикот, шанса за против напад. 3-3 сега
4-4, но прекината беше за момент играта и во недозволена позиција беше Миле Крстев. Од брзање се сгреши и топката е загубена. Доаѓаме до половината од првото полувреме. На градскиот стадион во Скопје, Македонија Украина 0-0. Русол, Парфионов, повторно Русол, лево е Симоненко. Русол до Парфионов. Симоненко. Рикун, Шевченко. Не успеа да свири оваа топка Шевченко. Ја освои Александар Митревски, сега ја загуби. Тимошчук ја освои. Симоненко. Лево е Ротан. Десно беше Назаренко. Не стигна топката до него, таа дојде до Крстев, овој до Стојановски, Стојановски кон пеналтикот. Расчисти за момент. Русол, еве го повторно тој стартуваше, сега Тимошчук. Претходно имаше прекршок од Русол и судијата ја прекинува играта, фаулиран беше Игор Јанчевски. Ова е позиција од која што може Шакири да бие директно на голот на Шовковски. Поставуваа жив зид украинците, Тимошчук ќе мора да се врати назад. Судијата Караджич од Србија и Црнагора покажува каде треба да биде поставен зидот. Шакири дали ќе се изроди нешто од овој удар? Караджич бара да се повлечи уште малку наназад зидот на украинците. Шакири и право во зидот. Изблокираа гостите. Ја освојува топката, Рикун ја освои. Не успеа да ја прифати Хусев и таа заврши во аут. Хусев со број 20, фудбалер на Киевски Динамо. Динамо е на второто место во шампионатот со 2 бода помалку од Шахтар. Митревски, Шакири, не чекаше, веднаш добро направи, но не ја прифати топката Димитровски. Интервенција на Русол и Шакири дозволи топката за да заврши во петти корнер. Ова е негова страна. Да видиме сега како ќе го изведе корнер. Шакири во голот, но Шовковски беше на место, интервенираше. Во напад ќе биде нашата репрезентација, топката заврши во аут, во еден момент се доби впечаток, таа имаше ефе како да заврши зад линијата. Аут за Шакири, ќе уфарли во 16-тникот, добро ги изведува аутите. До Савревски, Димитровски, Савревски и гол. 1-0. Води репрезентацијата на Македонија. Прекрасна акција, убав гол. Водство на Македонија против Украина. Радост на клупата, селекторот, тренерите, Стадојковиќ, Селеци, сите се тука. Голна радост за овој победот. Ќе го видиме уште еднаш. Одлично изведен аут. Тепловски беше тука, Димитровски ја префрли топката. Трча Савревски и постигна сличен гол како оној против Финска пред 2 години во оној пријателски меч во Прилеп. Савревски го постигнува третиот гол за репрезентацијата на Македонија во својот 35-ти настап. Игра за Дијарбакир од Турција. 25-та минута ни донесе радост, водство за репрезентацијата на Македонија. Мајсторски одиграа нашите фудбалери во 16-тникот, беше матирана одбраната на Украина.
задоволство и во гледалиштето. Преполна е и јужната и северната трибина. Пријатен амбиент, убава фудбалска слика на градскиот стадион. Шевченко во офсайд. Реагира на судијата, меѓутоа нема право, беше во недозволена позиција и тоа 2-3 метра внатре зад Седловски и Радуловиќ навреме го крена знаменцето. Македонија води против Украина со голот на Ставревски во 25-та минута. Со две претходни асистенции од Седловски и Димитровски, Ставревски доби убава топка, ја следеше акцијата, навреме втрча и го совлада Шовковски. Ставревски, Чубуликовски, кон Јанчевски, Димитровски влезе во 16-тикот, Јанчевски ја загуби ова топка, сакаше да дрибла таму за да стигне до 16-тикот, Тимошук му ја одзема топката. Крстев, Димитровски може да шутира. Беше блокиран од Симоненко. Симоненко добро се постави во решавачкиот момент. Ставревски, Тимошук, Александар Митревски кон Димитровски. Димитровски со глава го бараше Крстев. Расчисти Русол. Продолжува притисокот на нашата репрезентација, но не треба многу да се отвораме. Тројце играчи сега во одбраната, Седловски, Стојановски и Игор Митревски. Горан Ставревски се почесто по левата страна се отвора и се приклучува на нашиот напад. Стојановски. Јанчевски со финта сакаше да го измами Ротан, не успеа, овој беше сега фаулиран. Слободен удар за репрезентацијата на Украина. Уште 16 минути до крајот на првото полувреме, веројатно ќе има и мало продолжување. Шевченко, одлично одигра до Назаренко и добро затвори и Митревски и Милошевски го затвори аголот, па Назаренко не беше прецизен во ова 29-та минута. Ова е четврти корнер за Украина. Милошевски одлично одбоксува. Ја расчисти опасноста во петерецот. Навреме реагираше и не испани топката далеко од голот. Прекина играта. Не забележав кој фудбалер настрада, сега гледам дека е тоа Шакири. Шакири останува на зелениот тепих, нашиот капитен. Да веруваме дека не се работи за ништо посериозно, но според правилата ќе мора да биде изнесен надвор од теренот, а потоа доколку може, а веруваме дека ќе може, ќе се врати во игра. Добро играме, вака да продолжиме. Има во нашата игра идеја, има пожртвуваност, борбеност, се знае што се сака, добро функционира средниот ред, често се во позиција крилните играчи да нафрлат кон Димитровски, кон Крстев, се приклучува тамо Шакири и Александар Митревски од време на време. Парфионов, Рикун, Парфионов, аут за Украина. Рикун, Шевченко до Назаренко, но пред него е Петар Милошевски и брани.
Кариерата ја почна во Пелистер Милошевски. Беше стандарден во нашата млада репрезентација на времето. Тогаш се бранеа уште Зекир и Јовчев. Тоа е таа генерација. Седловски, Савревски, Парфионов, Шуболиковски, десно го има Јанчевски, пред него Миле Крстев, не ја прифати Крстев топката, Назаренко, Тимошчук, Симоненко, пред него Шакири добро изреагира. Добра акција на нашата репрезентација и тоа ќе биде корнер. Шуболиковски шутираше, блокираше Тимошчук, топката заврши во корнер, сепак Андри Русол ја зафати топката и таа заврши во шести корнер за репрезентацијата на Македонија, која води со голот на Ставревски во 25-та минута со 1-0 против Украина. Шакири по шести пат изведува корнер. Димитровски, Стојановски, Седловски, Ставревски се лоцирани во 60-никот. Аут, од истото место изведе аут Шакири кога го постигнавме единствениот гол. Повторно Шакири и повторно Седловски отиде на истата позиција, но не ја прифати овој пат топката. Назаренко до Ротан, овој до Шевченко. Игор Митревски играше со рака, имаше лизгачки старт. Кога падна над топката, ја зафати со рака, тоа го виде судијата Милан Караджич и еве го тој момент. Играта беше прекината. Ротан до Тимошчук. Рикун не ја прифати топката. Сега и Александар Митревски не одигра најдобро, но тука беше Јанчевски спаси, сега Стојановски. Со број 6 Русол. До 13-ката Чечер не го забележуваме многу, Русол е позабележителен од двајцата стопери во украинската репрезентација. Не успеа да проигра никого од своите соиграчи Шуболиковски. Назаренко, многу незгоден фудбалер за чување, подвижен, добро игра со топка. Стојановски го гледате, безкомпромисниот борец на теренот. Тимошчук најверојатно ќе нафрли, го бара Шевченко таму кај пеналтикот. Не го пронајде, Игор Митревски расчисти за момент. Се уфрли Парфионов. Ставревски навреме во аут. Но потоа со топката играше и Хусев, па аут за нашата репрезентација. Беше фаулиран во моментот на скокот Шакири. Фаулираше Парфионов, слободен удар за Македонија. Уште 8 минути до истекот на 45 минути во ова прво полувреме. Русол, Парфионов, Игор Митревски повторно на место, има одлична контрола на играта и контрола на движењето на Шевченко. Шевченко постојано во сендвич меѓу Седловски и Игор Митревски. Добро ја завршуваат задачата во одбраната нашите искусни фудбалери. Ставревски дозволи топката да заврши во аут. Шумоликовски не успеа. Тимошчук, Ротан, Тимошчук во улога на плеймейкер ги дистрибуира топките. Стојановски
Александар Митревски беше фаулиран во моментот кога требаше да мине покрај Тимошчук. Судијата Караджич ја прекинува играта. Времето тече, останува водството на Македонија 1-0, постигнато во 25-та минута, стрелец Ставревски. Димитровски, Ставревски, Стојановски, Седловски во 16-тникот. Шакири на втората статива, таму беше високиот Седловски, но не успеа да ја врати во игра топката, па таа заврши во гол-аут и сега напад на украинците. Кусев не можеше да биде покрај Ставревски. Кусев бара прекршок, Караджич одмавнува со рака, Миле Крстев го поведува нападот на нашата репрезентација, ја губи топката, сега Тимошчук чека да се приклучи уште некој негов соиграч напред. Шевченко беше опасно, затоа Седловски интервенираше, инаку можеше да ја препушти топката до Милошевски да стигне. Шевченко блокирано Седловски. Шакири постојана мета на противничките фудбалери. Еве го повторно го гледате, беше фаулиран, играта беше прекината, слободен удар за Македонија, а се прави наивен Ротан. Тој сакаше да изведе аут место Стојановски. Парфионов. Дмитри Парфионов се обиде да го изненади од дистанца Петар Билошевски, но не беше прецизен. Видовте, топката мина над преската. Немаше потреба од интервенција на нашиот голман. Ставревски. Диагонала, но до Симоненко. Овој до Русол. Чечер. Парфионов. Рикун. Тимошчук. Добро стартуваше Александар Митревски. Јанчевски се отвара по десната страна и ево недозволена позиција. Застана доколку добиеше топка, ќе беше офсайд. Требаше да внимава Јанчевски. Тимошчук. Парфионов. Кусев. Шакири пресече до Ставревски, овој го бара Димитровски, покрај него Чечер. Назаренко, Тимошчук, назад кон Русол. Парфионов. Уште 5 минути до истекот на првото полувреме. Назаренко. Јанчевски навреме интервенираше пред Ротан и ја исфрли топката во аут. Русол. Митревски не одигра најдобро овде. Го пронајде Назаренко. Симоненко. Стојановски. Го бараше Димитровски, го пронајде. Сега Јанчевски. Не успеа Јанчевски да ја стопира со пета оваа топка и таа заврши во аут. Александар Митревски. Стојановски. Некако меко ја испуца топката и ја загуби. Шевченко. Веднаш до Кусев. Овој сакаше кон Шевченко повторно, но Игор Митревски беше тука. Сега Ставревски, Чуболиковски до Димитровски. Димитровски играше со рака. Тоа го забележа главниот судија Милан Караджиш, ја прекина играта. Тимошчук со број 4.
35-ти натпревар за Украина, за Тимошук, има постигнато еден гол. Вчера наполни 25 години. Неизвестно е дали Шевченко ќе игра и во второто полувреме, а известно е барем според зборовите на Блохин дека во вториот дел ќе игра и Ребров. Седловски. Јанчевски. Миле Крстев. Аут за репрезентацијата на Украина, така покажува првиот помошник Зоран Чупич. Русол. Ставревски, Шакири, кон Димитровски, но тука беше и Рашчис и Чечер. Ставревски. Високо крената нога од Хусев, опасна игра и топка за македонската репрезентација. Се ближи крајот на првото полувреме, може да бидеме задоволни од играта на нашиот тим. Одбраната сврса, средниот ред добро се движеше. Во нападот Димитровски често се бореше за позиција. Добро се уфрла и одбранбените фудбалери, особено мислам на Ставревски, кој го постигна и единствениот гол до сега. Добро се уфрла во нападот. Хусев. Нема прекрчок Шакири. Пред него Димитровски протрча. Шумоликовски не стигна. Назаренко. До судијата Караджис. Повторно Назаренко и Шумоликовски. Тимошук. Хусев. Шакири. Ставревски. Кон Димитровски. Чечер расчистува повторно. Седловски. Назаренко. Добра топка. Ротан. Може да нафарли. Тоа го прави, но не прецизно зад голот. Шевченко кај пеналтикот очекуваше топка, а на втората статива од десната страна втрча Хусев, но сето тоа беше залудно. 2 минути продолжение ќе има. Во овој момент мина 45-тата, го гледате нашиот интернационалец Сашо Лазаревски, покажува дека играта во ова прво полувреме ќе продолжи 2 минути. Имаше еден подолг прекин кога се жалеше на повреда Шакири. Инаку се играше коректно. Назаренко. Шуболиковски. Убараше Јанчевски, но Русол стигнува до топката. Овој кон Шевченко. Покрај него е Седловски. Сега пред него Стојановски. Стојановски дали играше со лак тука. Шевченко остана да лежи на тревата. Се фати за глава и се жали на повреда. Дали настрада некој зап на Шевченко. И еве тој во овој момент, без да го повика Блохин, ја напушта играта, тоа ги разочара гледачите. Еден нас од калиброт на Шевченко не треба вака да се однесува. Има стартови, фудбалот не е балет, па доби може би удар од Стојановски, но не требаше вака да изреагира и Стојановски е надвор од теренот, гледате,
После изгледа удри со лактот во вилицата, во забите на Шевченко. Продолжуваа со 10 фудбалери украинците, веројатно нема да уфарли играч до крајот од првото полувреме Блохин, тоа ќе го стори нормално на почетокот од вториот дел. И во овој момент, крај на првото полувреме, аплаузи за нашите репрезентативци кои водат со 1-0 со голот на Ставрески во 25-та минута. Во првото полувреме, нашиот национален тим ја имаше иницијативата, беше доминантен и како резултат на тоа дојде и водството од 1-0. Украинците повремено се обидуваа да одат во напад, но нивните напади не беа организирани, па така немаше и некои опасности за голот на Милошевски, освен 2-3 шута, кои исто така не беа прецизни. Во еден момент имаше Почитувани гледачи, еве на почетокот од второто полувреме, од пријателскиот меѓународен надпревар меѓу фудбалските репрезентации на Македонија и Украина. По првото полувреме водство на нашата репрезентација од 1-0 со голот што го постигна Ставрески во 25-та минута. Добро одигравме во првото полувреме, посакуваме така да биде и во вториот дел. Во второто полувреме една измена во нашата репрезентација. Драган Чадиковски со број 14 во игра, фудбалерот на публикум од Селје, а колку што можам да забележам, а и нормално е тој да игра на таа позиција, бидејќи е секогаш во шпицот од нападот, од играта излезе Драганчо Димитровски. Во игра Чадиковски. Кај репрезентацијата на Украина, тројца нови фудбалери со број 11 Ребров, со број 15 Косирин и со број 18 Матухин. Добивам информација од колегата од Македонското радио Антон Серечи дека Шевченко сепак добил посериозна повреда, има контузија на носот, значи напукната му е носната коска и затоа така изреагира и ја напушти играта. Значи имал право, добил по силен удар и поради тоа сам, без да го повика Блохин, отиде во соблекувалната. Тимошчук остана во игра и тој е капитен сега на репрезентацијата со број 18 Матјухин. Тимошчук, Парфионов, со број 11 Сергеј Ребров. Штета што немаме можност да ги гледаме Ребров и Шевченко заедно, поранешниот опасен напаѓачки тандем на Динамо од Киев. Јанчевски добро одигра. Сега сгреши во додавањето и тоа ќе биде аут. Аут за репрезентацијата на Украина, Назаренко. Митревски, Ставревски, стрелецот на голот. Рикун. Десно кон Парфионов.
Саврески добро мислеше, меѓутоа пресече шетката Русол. Сега Назаренко. Повторно топка до Назаренко. Еве го. Чечер. Парфионов. Мирна игра на украинците, нашите некако повлечени во овие почетни минути од второто полувреме. Ребров, не знам што сакаше како да се уплаши од топката, помислеше дека тоа ќе биде волеј удар, но не дојде до тоа. Фаулираше Косирин, нововлезениот фудбалер со број 15 во тимот на Украина. Тој влезе на местото од Шевченко, ќе биде во самиот напад на својата репрезентација. Тимошчук, Русол. Еве го Косирин, ја загуби топката. Во дуелот со Александар Митревски. Чадиковски сакаше да го проигра Крстев, не успеа. Рикун. Рикун е фудбалер на Днипро. Комбинираат украинците. Тимошчук. Тимоненко. Аут за репрезентацијата на Македонија. Јанчевски. Повторно топката завршува во аут и повторно за нашиот тим. Чадиковски не успеа да ја скроти оваа топка, сега заврши во аут, но украинците ќе го изведат. Русол со број 3 Парфионов. Со број 11 Ребров, кој влезе во второто полувреме. Тој настапува за турскиот Фенербахче. Мошне е популарен во Истанбул и во цела Турција. Исто како што е популарен нормално и во неговата Украина. Ребров. Ребров го игра 63-тиот надпревар за својата репрезентација, инаку по распаѓањето на Советскиот сојуз украинците одиграа 97 меѓудржавни надпревари. Ова е 98-тиот. Во повеќе од 2/3 надпревари учествуваше Сергеј Ребров. Има на теренот минато во националниот 4392 минути. Матјухин. Ростан и Матјухин. Проигрување. Рикун. Ростан не успеа да влезе во 16-септикот. Добро интервенираше Гоце Седловски. Импонира со својата игра Седловски, сигурен, стабилен, исто како што е Игор Митревски, Саврески, Стојановски, целата наша одбрана добро функционира, вака да продолжи. Чадиковски. Може да биде проигран Шакири. Добро е, стигнува топката до Шакири, но овој не успеа да ја смири. Парфионов пред него, ја врати назад до Чечер. Назаренко. Аут за Украина. Не достига во нашиот тим еден играч од типот на Горан Пандев, доколку не беше повреден, добро ќе дојде неговите услуги во македонскиот национален состав. Можеше да внесува поголем немир во противничката одбрана, особено со своите пробиви, дриблинзи,
шутеви се работи за еден разноврсен фудбалер. И повторувам, уште една штета е што е повреден и што не може да игра. Завревски го изведе аутот до Чадиковски. Крстев одеше на оваа топка и таа заврши во аут. Аутот ќе го изведе Парфионов. Шакири кон Чадиковски, но тука е Русол. Тој расчисти. Шуболиковски до Миле Крстев. Крстев до Јанчевски и пресилно одигра фор. Јанчевски и топката стигна до Шовковски. Ребров. Матјухин. Шуболиковски. Остана во место Јанчевски. Него прочита Шуболиковски и топката е загубена. Сега во напад одат украинците со број 18 Сергеј Матјухин. Парфионов. Русол. Лево е Ротан. На десната страна Ребров. Пред него Савревски. Ребров и натаму повторно Ребров. Лошо нафарли само до Јанчевски, овој со глава до Милошевски. Ребров, Тимочук, Парфионов. Чечер, фудбалерот на Металург, во кој што настапува и нашиот Ѓузелов. Повторно Чечер. Мина 10 минути од играта во второто полувреме, нема возбудување, нема акции што ќе ги разгалат гледачите. Во овој период добивам впечаток дека премногу се тактизира. Нашиот состав игра нешто позатворено од што во првото полувреме. Украинците се обидуваат да ја отворат играта и на некој начин побрзо да стигнат до Олександар Косирин, најусилениот нивни фудбалер со број 15, кој влезе на местото од Андреј Шевченко, кој поради повреда напушти играта. Информацијата е дека се работи за пукната носна коска. Аут за Украина. Назаренко. Ребров. Парфионов. Тимошчук. Матјухин. Ротан. Седловски. Предходно, пред да заврши топката во аут, сигнализираше недозволена позиција помошникот на Караджич, Зоран Чупич. Високо го крена знаменцето, Косирин беше во офсайд. И Назаренко беше исто така, ми се чини, во недозволена позиција. На нашите фудбалери не им се брза, на голот е Николовски на местото од Милошевски во ова второ полувреме.
двајца нововлезени фудбалери, Чадиковски на местото Димитровски и Николовски, голманот да слога Љубо Магнат на местото од Петар Милошевски. Косирин ја одби оваа топка до Јанчевски. Ја загуби сега и Косирин доста се греши во овие моменти. Александар Митревски се обиде да го изненади Шовковски. Резервен голман е Витали Рева. Матјухин. Назаренко. Може да биде опасно Косирин, Николовски на место. Косирин не ја зафати најдобро топката и Николовски немаше проблеми. Ребров се бара во нападот Косирин, повратна топка, но тука е Ставревски, не стигна таа до Ребров. Чубуликовски, Миле Крстев. Миле Крстев има повеќе решенија. Го игра 14-тиот надпревар за репрезентацијата, има постигнато 3 голови. Седловски. Јанчевски во моментот на скокот фаулираше, фаулиран беше Анатолиј Тимошчук. Тимошчук по 35-ти пат во дресот на Украина има постигнато 1 гол. Рикун. Во расчекор беше Николовски, но се тоа добро се заврши. Косирин ја упати топката со глава над голот. 61 минута, убава шанса за репрезентацијата на Украина. Го гледате Косирин. Тој шутираше со глава, но над голот. Николовски имаше среќа, се колебаше дали да излезе или не. На крајот добро изреагира нашиот голман како да го подуплаши Косирин, кој беше непрецизен. Косирин е фудбалер инаку на Черноморец. Черноморец е 6-ти во моментот во шампионатот на Украина. За Шахтар, Динамо Киев, Днипро, Оболон и Металург. Ова е првиот помошник, Зоран Чупич. Судиската тројка е од Србија и Црна Играта во ова второ полувреме доаѓа кон 63-та и 4-та минута. Не на она квалитетно ниво како во првиот дел. Еве нова измена во нашиот тим, Билан Стојановски од Белградски Партизан го напуша теренот, со број 3 во игра Васко Божиновски. Васко Божиновски е фудбалер на Осијек. Божиновски го игра 4-тиот надпревар за репрезентацијата. Митревски, Седловски стигнува поддршката од гледачите. Тие добро знаат и сега треба да им се помогне на нашите репрезентативци да го зачуваат водството. Шакири не успеа, Ребров ја прифаќа топката. Проигрување со Рикун, Ребров и топката завршува во аут.
Аут за Украина, Чадиковски се обиде да потрча по топката, но виде дека не може да стигне и застана. Матјухин. Ротан. Ротан е брз, мощен, подвижен, маневрира по левата страна и на него треба да внимава Божиновски, како што досега внимаваше Милан Стојановски. Косирин направи обид, не успеа. Тимошчук, долга топка, но не се снајде најдобро Рикун. Повторно аут. Ротан го изведе аутот, отвртување и можеше да биде изненаден Николовски. Имаше среќа. Гледачите се забавуваат во моментиве. Надпреварот доаѓа до 65-та минута и еве нова измена во нашата репрезентација. Со број 18 во игра ќе влезе Гоце Толецки. Играта ја напусти Јанчевски. Брз пробив, реков, треба да се внимава на овој фудбалер со број 16, може да биде многу опасен. Тоа се забележи во првото полувреме. Тоа е Руслан Ротан од екипата на Днипро. Беше фаулиран и сега слободен удар. Се концентрираат фудбалерите во жолти дресови тука на линијата од 16 метри. Савревски присебен на место, добро изреагира и сега удава шанса за против напад на Толевски, но го побегна топката. Шакири беше изблокиран од Парфионов. Савревски ја испрани топката во аут. Прашање е Шакири по неколкуте груби стартови во првото, а и во второто полувреме, дали ќе биде во состојба да продолжи. Олег Блохин покрај аут линијата ги советува своите фудбалери, бара поангажирана, по динамична игра. Знае дека само така може да се отвори одбранбениот беден пред голот на Јане Николовски. Искусен е Блохин, беше тренер во Австрија, потоа беше тренер на Арис во Грција. Роден е 1952 година. Она што е Шевченко за украинскиот фудбал денес, некогаш таму во 70-тите години тоа беше Олег Блохин. Пратена е топката на нашата репрезентација. Македонија се игрува поддршката од гледачите. Косирин, пред него Митревски не сгреши ниту еднаш, може да кажем, во овој надпревар. Добро пресече, ја испари топката во аут. Парфионов го изведува аутот. Мина половината од второто полувреме. Седловски. Не стигна Шубуликовски. Матјухин добро реагираше. Рикун ја загуби топката. Савревски. Мощен забележителен во овој надпревар, беше стрелец и на единствениот гол во 25-та минута. Ребров, диагонала. Може да биде опасно сега, треба да се блокира. Николовски брани корнер. Шутираше Руслан Ротан. Често го споменувам овој фудбалер.
Петти корнер за репрезентацијата на Украина. Моментот кога Јане Николовски го спаси својот гол. Шестина фудбалери во жолти дресови во 60-тникот, но доминантен тука Николовски. Чадиковски заврши топката во аут за нашата репрезентација. Блохин веќе станува се понервозен, темпераментно реагира тука на атлетската патека. Често дотрчува до теренот. Имаше опасна игра од Ребров. Точно. Ја крена ногата, можеше да биде опасно. Сергеј Ребров. Инаку низок фудбалер, 165 сантиметри висок, има 60 килограми. Многу опасен може да биде. Шакири сакаше да го изненади Шовковски, овој почна да го напушта петерето, Шакири го забележа тоа и сакаше да го лобува, но Шовковски не можеше на ваков начин да биде изигран измамен. Уште 20 минути до крајот од надпреварот, Македонија води против Украина со 1:0. И натаму, значи, актуелен е резултатот од првото полувреме. Рикун, Тивошчук, Ребров, покрај него Ставревски, ја избива топката во аут. Сега Шакири во аут. Треба да се зачува концентрацијата и натаму, доколку сакаме да ја зачуваме и предноста. Парфионов, Ребров. Добар потек на Крстев. Сега Толевски до Александар Витревски, овој не ја прифати топката. Ротан. Сега Назаренко е фаулиран. Реги Назаренко, играч на Днипро. Назаренко ќе го изведе ударот. И веќе традиционално 6-7 фудбалери на Украина во 60-тникот, кога има вакви прекини. Ребров шутираше, Ставревски блокираше. Одлично ја завршува задачата Ставревски. Ребров го изведе аутот, повторно Ребров. И повторно аут за Украина. Сега Парфионов. Назаренко. Парфионов. Тимошчук. Без проблеми за Николовски. Канатларовски им дава знак на своите фудбалери да играат поотворено, да ги напуштат оние позиции пред 16-тникот, да дојдат кон центарот, да поминат на противничката половина. Ротан. Парфионов. Не успеа да мине тука покрај Толевски. Толевски сега не стигнува. Чечер. Чечер е фаулиран. Вјачеслав Чечер, фудбалер на Металург. Тимошчук. Диагонала кон Ребров. Иако низок, имаше добар скок, ја спаси оваа топка. Шакири пресече.
кон Чадиковски. Кексираше Чечев, Чадиковски влегува во 60-никот и ништо му побегна топката, можеше да одигра подобро во овие моменти. Имаше слични акции против Кина на гостувањето на нашата репрезентација во оваа азиска земја. Ова е седми корнер. Седми корнер и можеше да дојде до зголемување на резултатот, но за среќа на Шоховски топката заврши над голот, инаку шутираше Чадиковски, кој пред малку беше во позиција да го загрози голот. Ребров. Ребров. На спротивната страна кон Ротан. Рикун го загуби дуелот од Божиновски, кој влезе во второто полувреме на местото на Стојановски. Со број 11 го гледате Биле Крстев, а Божиновски ќе го изведе аутот. За разлика од првото полувреме, сега многу постудено, откако се спусти ноќта овде и заладе, но на фудбалерите тоа не им пречи, тие ќе бидат испровоцирани поради малку постуденото време, повеќе да трчат, да ја одржат телесната температура. Русол долга топка, но до нашиот Васко Божиновски, фудбалерот на Осијек. Божиновски чекаше Биле Крстев да продолжи по десната страна, затоа така проигра и ја загуби топката. Седловски не успеа да го сопре Ротан. И овој сега премногу комплицираше, беше себичен. Тројца негови фудбалери посекуваа топка и Ребров, и Косирин, и Назаренко, но тој се реши сам да оди и не успеа, видовте уште еднаш. Подсетувам под водството на Олег Блохин. Ова е трет надпревар на украинската репрезентација во претходните две реми против Македонија на 11 октомври во Киев и во гости против Либија 1-1. Инаку во првата средба во Киев немаше голови. Матјухин до Тимочук, овој во аут. Меѓутоа, претходно имаше прекршок врз Матјухин, Сергеј Матјухин и топка за Украина. Лошо одигра Божиновски, но имаше среќа. Тука беше Биле Крстев, многу подвижен Крстев, трча, тактички ја извршува поставената задача. Игор Митревски, Чуболиковски, капитенот Чакири, сега стрелецот Ставревски, Чадиковски. Чадиковски не стигна. Чечер. Чуболиковски. Во седмиц меѓу двајца противнички фудбалери, фаул и слободен удар за македонската репрезентација. Шакири треба да го изведе. На спротивната страна кон
Божидовски. Овој беше фаулиран и сега нов слободен удар за македонската репрезентација. Миле Крстев. Интервенција на Олександар Совковски. 29 годишниот голман на Украина. Од сите овие фудбалери што ги гледаме има најголема репрезентативна минутажа. Митревски. Толевски. Не успеа Толевски. Ребров. Ротан. Божидовски ја зафати топката, ја пресече и оди во против напад. Толевски е тука, ја прифаќа топката повратно до Шуболиковски. Овој до Александар Митревски. Божидовски. Во телото на Ротан. Матјухин. Назаренко, но пред него Игор Митревски во аут. Околу 10 минути до крајот од надпреварот Македонија води против Украина со 1-0 со голот на Савревски во 25-та минута. Продолжува играта, бара прекршок гостинските фудбалери. Меѓутоа судијата Караджи смета оти ова беше стимулирање и доделува жолт картон. Уште еднаш ја видовме оваа акција во која што беше доделен жолт картон на Сергеј Ребров. Купно 2 жолти, еден за Величе Шумуликовски, еден за Сергеј Ребров. Со број 16 Неби Мустафи, фудбалерот влегува во игра. Во последен момент се најде во репрезентативниот состав. Играта ја напушти Шуболиковски, изведа и кај гостите, со број 10 Назаренко оди надвор од игра. Во игра е Калиниченко, Максим Калиниченко, број 19. Ги повлекуваат последните потези, двата стратега. Шести корнер за Украина, Ребров. Николовски добро интервенираше. Меѓутоа, претходно судијата ја прекина играта. Максим Калиниченко, инаку фудбалерот со број 19, кој влезе пред малку во игра, е соиграч на нашиот Игор Митревски, тој настапува за Спартак. Чадиковски со брз секор се доближува кон 16-тетникот, но не успеа да се избори за оваа топка, таа станува плен на Совковски, веднаш овој до Тимошчук, Косирин, покрај него Седловски фаулираше и тоа ќе биде слободен удар за Украина. Се ближи крајот, треба да продолжат да играат борбено нашите репрезентативци. До сега добро истактизира, но има уште време за игра.
Сега сигурно ќе фрлат на една карта се украинците, ќе се отворат евентуално да го извадат резултатот. Николовски брани. Пред Косирин, интервенција на нашиот голман, Јане Николовски, искусен чувар на мрежата, не дозволува во една ваква ситуација да биде изненаден. Толевски и Чадиковски беа еден покрај друг. Савревски, Парфионов до Ребров, Ребров до Матјухин. Повторно прекршок. Фаулираше Седловски. Фаулиран беше Калиниченко кој влезе пред малку. Еве го Калиниченко, сега во контакт со топката. Косирин не ја прифати топката, Тимочук исто така и расчистува Толевски. Осамене напред Чадиковски. Добро би било кога би профункционирал сега средниот ред на нашата репрезентација, да се земе играта што се вели во своји дозе, да се контролира противникот и да не му се дозволи во завршицата да го израби резултатот. Водиме со 1-0 со голот на Савревски. Токму стрелецот на голот е повреден, му се укажува помош, само и лекарот на нашата репрезентација Виктор Камиловски, физиотерапевтите Мирчевски и Бабушковски. Мора да оди надвор од теренот Савревски, не може да продолжи во игра, влегува Александар Васовски со број 15. Александар Васовски ја засили нашата одбрана. Тој е фудбалер на Вардар. Ќе го памедиме неговиот настав против Англија во Саутемптон беше навистина извореден. Чечер. Може да биде опасно Косирин, но во последен момент браво за Игор Митревски. Во последен момент лизгачки старт го спасува голот. Можеше да биде многу опасно. Косирин беше во позиција. Сега треба да се издржи. Повторно на ист начин како и во претходната изведба на корнерот, интервенција на Николовски, браво, одлично одбрани. Шутираше шеската на противникот Русол. Николовски на стена во вистинските моменти. Само така да продолжи. Притисок на украинците. Нашите се стационирани во 16-тникот. Треба да се исфрли топката што подалеку од голот. Се ближи крајот на надпреварот, притисокот е се по-силен и посилен. Украинците напаѓаат, Тимошук дали ќе шутира, добро е, шутираше лошо. Велам, добро е за нашиот гол ступати ваков шут. Жолт картон беше доделен таму. Ова беше моментот кога интервенираше нашиот голман, а веројатно поради приговор или не знам што, жолт картон доби Васовски кој влезе пред малку во игра. Сега малку да се ослободиме од притисокот. Помалку ќе видиме уште колку ќе продолжи студијата Караджич. Панче Кјумбев се подготвува да влезе во игра во нашиот тим. Панче Кјумбев, фудбалер на Победа,
со број 13 влегува на местото од Александар Митревски. Значи ги искористи сите расположиви сили селекторот Драган Канатларовски. Тактички добро одиграа до овие моменти нашите репрезентативци. Очекуваме така да продолжат и во завршицата од натпреварот во кој што имаме предност. Водиме со 1:0. Тимошчук до Калиниченко. Ротан. Матјухин. Интервенција на Ќумбев кој што туку влезе во игра. Парфионов, на него оди Шакири. Обид да се префарли тежиштето на играта на половината на украинците. Да видиме како ќе заврши овој напад на Толески. До Мустафи. Успеа да затворат, да се одбранат украинците и сега тргуваат во напад. Се играат последните мигови од оние 90 минути. Помалку ќе видиме Сашо Лазаревски колкаво продолжение ќе покаже. Косирин, Николовски. Добро е, треба да се издржи. Притискаат украинците, но добро се бранат нашите фудбалери. Чадиковски и Толевски се најистурените во нападот. Заднив Миле Крстев, од позадината делува и Арким Шакири. Минува 90-та минута од натпреварот, 5 минути продолжение. 5 минути продолжение. Тоа беше одлуката на главниот судија Милан Караджич. Ова продолжение предизвика реакции кај гледачите, тие очекува помала минутажа во продолжението. Треба да се издржат овие 5 минути. Македонската репрезентација се наоѓа на прагот на убав успех, на прагот на победа против една Украина која е на 63-та позиција на ранглистата на ФИФА, а ние сме 92. 29 места се пред нас. Доколку победиме, ќе скокнеме и ние некое место погоре. Треба да ги извлечат сега сите сили нашите репрезентативци, да го издржат притисокот, па и тие да притиснат. Не треба да опадне, реков и пред малку, концентрацијата на нашите фудбалери. Битно е да се зачува присебноста во оваа завршница. Шакири ќе го изведе слободниот удар, Чадиковски, Толевски во 60-тикот очекува топка. Шакири зема залет за удар кон голот. И бара сега од Караджич, Матјухин или Калиниченко, не знам кој е од тие двајца фудбалерот пред Шакири да се повлече, овој шутира над голот. Тоа беше голема дистанца. Шакири се реши на ваков потек за да добие во време и тој и нашата репрезентација. Дегажман на Шовковски. Покрај Косирин Ќумбев добро интервенираше. Не стигнува сега топката до Шакири. Исто така не стигна и Тимошчук, тој дури и фаулираше. Беше проигран од Парфионов, слободен удар за нашата репрезентација. Овие прекини ни конвенираат, го гледате, Тимошчук се враќа кон својата половина и сега жолт картон за капитенот Шакири поради задржување на топката. Се игра третата минута од продолжението. Шакири натаму тактизира. Ќумбев. Пред него е Ротан. Сега се приклучи Тимошчук, ја освои оваа топка, оди во против напад. Ребров, проигрување кон Ротан.
Меѓутоа високиот, корпулентниот Гоце Седловски одлично одигра, аплаузи за него. Во овие моменти е присебен, искуството го прави своето. Против напад на репрезентацијата на Македонија и предол форси даде Пјатиковски. Можеше помирно да одигра. Можеше и посериозно да го загрози голот на украинците. Ребров, повратна топка, Матјухин, Парфионов. Се ближи крајот на преварот, на истекот на екстра времето, борбена игра, повторно Седловски, овој пат фаулиран, Карачич покажува прекршок, за тоа доби аплаузи од Седловски и сега нашите ќе треба да исфрла топката на противничката половина, што подалеку од нашиот гол. Николовски ќе го изведе слободниот удар, полека се префрлаат момчињата во црвени дресови на половината на Украина. Времето минува, Карасларов немирно шета по атлетската патека, Блохин веќе се предаде, не го гледам, седи мирно на клупата, веројатно, ја напушти она своја позиција од која што темпераментно го водеше својот состав, но не успеа да го доведе до поволен резултат. Но да не прогнозирам предвреме, има уште малку, напаѓаат украинците, Николовски брани. Косирин се обиде нешто да стори, не успеа. Се ближи крајот на продолжението, на екстра времето од 5 минути. Во секој момент очекуваме судијата Милан Караджич од Србија и Црна Гора да означи крај. Сега прекина играта поради фаул, продолжува на преварот, треба да се стегне сега нашата одбрана, да не им дозволиме на украинците да не изненадат во завршицата, но и тие како да немаат здив, како да немаат сили, како да се помирија со овој минимален пораз. Минимална победа на нашата репрезентација, крајна на преварот, но многу значајна, совладана е репрезентацијата на Украина, со 1:0 со голот на Ставревски во 25-та минута. Во четвртиот настап во годинашната сезона на нашата репрезентација која се слема за светското првенство. Ова е втора победа после она на Босна и Херцеговина. Убави резултати бележат нашите репрезентативци, честитаме и посакуваме така да биде и во квалификационата група за светското првенство, во групата со Ерменија, Романија, Холандија, Андора, Чешка и Финска. Почитувани гледачи, го видовте голот на Ставревски што ни донесе толку многу радости. Македонија, Украина 1:0. Во овие моменти јас се простувам од вас, љубителите на спортот и широкиот аудиториум што ги следи